Благодарам, Марко. Почитувани присутни, почитуван митрополит Татовско-Гостиварски, чест ми е што присуствува, почитувани градоначалници, пратеници, почитувани ректоре. Наистина задоволство е да се присуствува овде. Особена благодарност до основачот на Глобалната фондација Вечна, кој што возможува во суштина македонскиот идентитет да свесно влегува во едни нови води, бидејќи македонскиот јазик особено и историја во овој момент се под силен удар, како однадвор, така однатре. Чичко Ацо, вистина благодарам за оно што го правите, не за ето само туку што го правите за македонскиот културен и јазичен идентитет, со помошта која што ја давате на оние кои што се трудат да го овозможат. Во суштина, нашиот писар Бране ни кажа многу работи кои што можеби и јас планирам да ги кажам, ме претрка. Благодарам и на колегата за исцрпните фолклористички познавања кои што ги слушнавме овде, некои од нив знаевме, некои не. И јас по примерот на Бране ќе го поделам моето излагање во 7 точки и ќе се потрудам да бидам прецизен, бидејќи често не сум. Што представува јазикот воопшто? Зошто ова што Чичко Ацо го прави денес е многу значајно? Секој пристап кој што го имаме кон македонскиот јазик, секој пристап кој што секој пристап кој што го имаме кон македонскиот јазик, воопшто како што пристапуваме кон него и кон македонскиот идентитет се разбира, е значаен чекор кон доближување до Свети Кирил Лешочки. Благодарение на митрополитот господин Јосиф, ние денес имаме и фототипно издание на Огледало. Благодарение на митрополитот господин Јосиф имаме веќе канонизирано свештено лице во минатото, односно го добиваме Свети Кирил Лешочки, затоа што борбата, јас ја знам лично каква беше за неговата канонизација, колку владиката се вложи во тоа. Колку е значаен Кирил Печиновиќ во јазикот, тоа е нешто што не може да го опише ниту еден. Македонскиот јазик не е само средство за комуникација. Основната цел на јазикот е да обединува, иако има повеќе функции. Што значи тоа? И внатре, и надвор, македонскиот јазик е код кој што треба да обединува. Ние од надвор се откажавме од јазикот, односно на југ и на исток не постои таков јазик и не постои таков народ. А однатре некој се обиде да го разруши обединувачкиот код, односно сврзувачката единица што има јазикот, а тоа е да се разбираме. Сите кои што живеат во нашата прекрасна татковина Македонија представуваат говорители на македонскиот јазик и по националност сите се македонци. Етникумот е нешто друго. Ние сите заедно мораме да градиме обединувачки код да биде токму македонскиот јазик. Свети Кирил Лешочки токму за тоа се борел. Свети Кирил Лешочки се трудел и за прв пат носи снижување на еден јазик кој што е црковно-словенски или кој што потекнува од старомакедонскиот. Многу голем дел од колегите не се согласуваат, но јас сакам да го нарекувам старомакедонски, старословенскиот јазик. Зошто? Затоа што е директен посредник и директен продолжител на Свети Кирил и Свети Методи. Односно, го продолжува она што го започнуваат во првата азбука на сите словенски народи, а тоа е глаголицата. Тој го продолжува сето она на македонски народен јазик, го спушта нивото на еден јазик кој што служи исклучиво за повисоките слоеви на населението, за комуникација помеѓу себе првично, особено во областта на литературата, и прави нешто што никој друг пред него не го направил во Македонија, односно ја почнува
и ја продолжува дамаскинарската традиција или традицијата на снижување на црковнословенскиот јазик и веќе прилично во голем дел општа кодификација на македонскиот јазик. Пред Крсте Петков Месирков и пред Дулевски, во суштина Печиновиќ е тој кој што ги дава зачетоците на македонскиот јазик. Токму овде сега јас ќе прочитам само една страница, потоа ќе продолжам со другото, како пишува и како говори Свети Кирил Лешочки. Вели, а зошто се мучимо на овој век? Зошто постимо? Зошто се крштеамо? Зошто се закупуемо? Зошто за душа давамо? Зошто од други вери мучени биднуемо? Зошто од калдрма долу слезуемо? Зошто зелено не носимо? Зошто хубаво не носимо? Зошто од турци помалу зборимо? Зошто каде не јахат и газат трпимо? Зошто? Не е ли за Христа? Пошто за Христа трпимо, баре да го слушамо што ни вели. Он не ни вели нешто тешко. Тако лесно он ни вели да љубиме еднога другога, да се праштааме, да се жалиме, да седимо мудро, да не збесуемо како мали деца, да не се опијаме, да не блудуваме, да не пиемо вино без мера, да не скакамо хоро како безумни што скака. Кирил Печиновиќ во делото Огледало не само што го носи јазикот блиску до нас, она како што денес ние во Тетово зборуваме, току вметнува и моменти и елементи на литературниот јазик. Дали тоа е влијание на скопскиот говор? Се уште не знаеме, или пак тој веќе има идеја како би требало тоа да изгледа. Па паралелно ти ги користи и наставката мо и наставката ме. Паралелно користи и турцизми кои што и денес немаме замена за нив. Што значи, она што науката го кажува често, Блаже Конески конкретно, дека Кирил Печиновиќ не бил доволно писмен, односно бил приучен свештеник, е апсолутно неточно. Зошто? Затоа што во тоа време да можете да напишете вакво дело, да се школувате во манастир од типот на Хиландар, да оформите едно неверојатно ракописно богатство и да го соберете на едно место. Вие треба да сте супер интелигентна личност, а освен тоа вие мора да работите исклучително по правила кои што може да ги учат само врвни интелектуалци. Токму затоа Кирил Печиновиќ заедно со Јоаким Грчовски представуваат првите основоположници на македонскиот културен идентитет во современата доба. Бидејќи македонскиот идентитет не постои од вчера, не постои нити од пред 50 години, ни пред 100, ни пред 200, ни пред 1000. Македонскиот идентитет е милениумски. Македонскиот јазик се развива низ милениуми. Токму тоа е целта на Свети Кирил Лешочки. Целта му е да ги прибере сите ракописи каде што се движи и да ги собере на едно место за денес да имаме показател за тоа. Токму денес во ова современо време од Бране добив ракопис, односно помогна да добијам ракопис кој што се наоѓа во архивот на Македонија. Преку тие ракописи ние го докажуваме јазикот кој што постои и обстои со милениуми. Само кратко ќе кажам нешто за јазикот. Што се случува во стручно во јазикот на Кирил Печиновиќ. Тој свесно ги меша носовките, бидејќи тие се мешаат уште од почетоците. Мешањето на носовките, тоа се он и ен. Односно, имаме ромка, за да добиеме рака. Имаме јазик, за да добиеме језик дијалектно. Мешањето на носовките се случува неверојатно само во македонскиот јазик. Како што под влијание на Балканската лига на јазици кои што постојат, се случува сите јазици од македонскиот јазик да почнат да ги губат падежите. Извинете. Друго, вокализација на јаровите што е карактеристика исклучиво само за македонскиот јазик, кој што источните соседи цело времено не го признаат. Од типот јорво, јервое, од сан, сон, од ден, ден. Потоа, употреба на комбинираната наставка моме, губење на интервокалното в во примери од типот џао, чое и така натаму, преглас на е во а во примери како трава, употреба на голем број прецизми, што веќе го доближува до овој денешен стандарден јазик кој што го има.
Поентата на Кирил Печиновиќ е да го продолжи она што го започнале неговите претходници. Од тука јас морам да кажам неколку многу значајни цитати на наши преродбеници, просветители, светители и така натаму. Од тука Свети Кирил и Свети Методи многу јасно, тоа го кажува и Ватрослав Јагич, дека во суштина македонската теорија за постоењето на старословенскиот јазик е нешто што е несоборливо и тоа е признато од целиот славистички свет. Освен од источните соседи во последниве 20 години само. Претходно се согласуваат со нешто, потоа не се согласуваат. Потоа Данаил од Москополе, Јоаким Карчовски и Кирил Печиновиќ. Потоа Димитар Миладинов, Константин Миладинов и така натаму, Григор Прличев, Димитар Македонски и така натаму. Вака вели Ѓорѓе Пулески, кој што е следбеник пак на Кирил Печиновиќ. Зошто Кирил Печиновиќ е глас на вечноста? Затоа што македонскиот јазик и идентитет има цезура, има прекин од 14 век до тргнувањето на Кирил Печиновиќ со пишување на неговите дела заедно со Јоаким Карчовски. Токму тука ние го бараме да го споиме идентитетот и токму затоа ни требаше тој ракопис од 16 век, да го споиме 14-тиот со 16-тиот и 18-тиот век. Како вели Пулески, наше отечество се вели Македонија и ние се именуваме македонци. Се случува и ова во 19-тиот век. Од каде е неговата свесност? Како вели Тенко Попов, националниот дух од Македонија до такво дереже денеска е стигнал што сам Исус Христос да слези до небото не може да увери македонецот и тој българин или србин. Како вели Крсте Петков Мисирков, да се откажи човек од својот народен јазик, значи да се откажи он од народниот дух. Токму тука е значењето на македонскиот јазик. Македонскиот јазик го подкрепува идентитетот. Македонскиот јазик е главен чувар на идентитетот. Преку македонскиот јазик ние осознаваме се. Преку македонскиот јазик плачеме, тагуваме, создаваме, љубиме и сето останато. Тој е толку значаен што и самиот Кирил, Свети Кирил Лешочки, употребува и една фонема која што е карактеристична само за стандардниот македонски јазик. Тоа е фонемата Ц. Па така тој употребува во неколку примери од типот на цми, зло, ѕјало, ѕверие и така натаму. Зошто го употребува Ц? Токму за да го покаже македонскиот континуитет. Зошто и Блаже Конески успева да го вметне заедно по природен пат, ненамерно, во македонската азбука денешно 31 буква. Ниту еден словенски народ ја нема стандардизирано буквата или гласот Ц. А Ц се употребува уште во првото писмо на сите словени, односно старомакедонското писмо или глаголицата. Токму затоа Свети Кирил Лешочки представува неверојатна личност која што изигрува неверојатна улога во спојот на минатото и сегашноста. Токму затоа тој представува глас на вечноста. По него доаѓаат бројни, навистина бројни личности, просветители, учители, наставници, професори, кои што многу јасно се надоврзуваат само на Кирил Печиновиќ. Тој е алката која што е во средина, тој ги спојува сите, токму затоа е глас на вечноста што ќе пробие до денес. Тој е моментот што на македонскиот народ му фалел. Токму Свети Кирил Лешочки. Тој е синџирот преку кој што ние доаѓаме до она што сме денеска. Свети Кирил Лешочки представува наш идентитет. Тој е неоткинлив дел на македонскиот народ. Просто, благодарение на Бог, секогаш сме имале помош, која што не е човечка за да обстоиме како народ. Невозможно е никако да обстоиме како народ покрај овие притисоци кои што и денес ги трпиме. Свети Климент Охридски е протеран од бугарскиот двор и дадена му е задача да биде свештеник во најзапуштениот дел на тогашното царство Бугарија, односно Кутмичевица. Но благодарение на Бог ја создава најмоćната, најпродуктивната Охридска книжевна школа. Свети Кирил Лешочки, како продолжуваш на Свети Климент Охридски, иако има голем распон во нивниот живот, тој го протеруваат од Марковиот манастир
со сигурна закана дека ќе биде ликвидиран. Значи се најмува човек што ќе го ликвидира. Тој успева да собере ракописно наследство колку што може. Односно неколку товари ракописи, старомакедонски ракописи. Тие ракописи кои што ги собира, ги носи во Лешочкиот манастир и го основа ова кое што го основа. Сите останати ракописи Фанариотскиот владика ги гори и ги запалува. Миладиновци, джинот, велат дека по нивни проценки на тлото на Македонија, на оваа чудесна плодна земја, се напишани повеќе од 150.000 споменици ракописи. Тоа се недвижно и движно културно наследство на македонскиот народ. Некои се украдени, однесени од агентурите кои што постојат, некои се зачувани кај нас, многу мал дел, и некои се чуваат по приватни збирки. Но големиот дел грчките фанариотски владици ги запалили. За нив не смеело да постои словенски дел. Во самите ракописи, кои што ние ги проучуваме, секаде фали првиот дел, вториот дел, 10-та страна, 15-та страна, крајот. Зошто фали? Затоа што токму таму може би е напишано нешто што на македонецот ќе му значи. Токму таму стои доказот. Ги имале во раце и можеле да работат со нив онака како што сакаат. Токму затоа Свети Кирил Лешочки представува идентитет. Тој представува неверојатно значење за македонскиот народ. Тој не е само светец, тој е исцелител. Тој се грижил духовно за својот народ. Дури ја продал последната своја нива за да отвори училиште во Тетово. Иако не успел, бидејќи неговиот соработник, односно пашата кој што ја изгубил моќта во тој период, не можел да му помогне во тоа. Тој школувал на диво, како што велиме ние, низ Лешов. Држал беседи во центарот на селото Лешов. Затоа народот го обожувал. Бил строг, точно. Но затоа народот го обожувал и се движел според она како што тој ќе каже. Затоа со неговиот придонес во науката за јазикот воопшто неисцрпно е колку може да се проучува. Во заклучокот, бидејќи знам дека може би претерав, ама јас се понесувам некогаш, во заклучокот само ќе се надовршам на неговите следбеници од типот на Блаже Конески и Кочо Рацин, бидејќи неодминливо е. Некако македонецот е вистина, кај што тоне, извира, пире, корни го, скуби го, сепак расте. Токму затоа, Блаже Конески вели, јазикот е наша таткоина. И тоа е единствена наша таткоина. Затоа мора да го чуваме. А Кочо Рацин пак, во неколку своји цитати, не во еден, не како што вели некој од нашите источни соседи дека нема сознание што е, вели дека јазикот е голема сила на народот, на нацијата. Да му го земеш јазикот, значи да му ја земеш душата, да го лишиш од неговиот национален персоналитет. Ете вели, историјата сакаат да ни ја скријат, да ни ја земат и да ни ја земат душата, за да докажат дека сме племе без историски континуитет. Народ кој нема своје вчера, кој нема своје денес, не може да има нити своје национално утре. Дури и неговите последни зборови, кога е застрелан на лопушник, сепак ние ќе победиме. Така и ние сите како Рацин треба да го поддржиме ова што го прави Чешкоацо со фондацијата Вечна, да се собираме и да зборуваме и да ги повторуваме зборовите кои што ги кажува и Кирил Печиновиќ и сите преродбеници после него, за на крајот да извикнеме само едно. И покрај сите маки и терори кои што ги поминуваме денеска, а кои што можеби на некој му звучат како некоја шега, но не, сериозно се удира на нашиот национален идентитет, како јазичен, така и културен. Затоа велам, сите заедно да кажеме на крајот, сепак ние ќе победиме. Ви благодарам.